покрај сите актуелни предизвици пред кои се исправени занаетчиите. Со новогодишен базар занаетчиската комора на град Скопје ја заокружува 2022 година. Воедно одбележува 90 години од постоењето. Исто толку години ветер в грб на занаетчиите. Оваа година ја заокружуваме со 2 настани, тоа се новогодишни базари што ги организираме. Во моментов денеска го отвараме базарот Вестгейт и во четврток на 22 во градски трговски центар се надеваме дека занаетчиите ќе имаат убава продажба овие денови и навистина ќе остварат приход за да може да си ги платат своите обврски. Понудата е голема, колку штандови вкупно има? Тука имаме 12 занаетчи излагачи, во ГТЦ имаме 15, значи интересот оваа година беше голем за учество на новогодишните базари, затоа што верувајте дека оваа година имавме многу и малку настани соглед на условите во делот на економската здравствената криза, имавме базари што ги одржувавме изминатиот период, меѓутоа секогаш Божик и Нова година се така убави настани каде што занаетчиите очекуваат продажба на своите производи заради тоа што се доделуваат подароци на своите најблиски и слични. Споменавте подароци, живееме актуелна економска криза, но сепак граѓаните сакаат да подаруваат, тоа ни е во традицијата. Можеме ли да си дозволиме да купиме подарок? Многу скромно, за жал овие изминативе 3 години интересот за купување на овој дел уникатни занаетчиски производи се намалува, тоа ќе го кажат и самите занаетчи. Меѓутоа сепак имаме навика од традицијата или од живењето да подариме на некого нешто убаво. Тука имаме приликата и купувачите ќе имаат прилика да видат уникатни производи изработени од вештите раце на занаетчиите. Обично користат природни материјали што не штетат ни по здравјето на луѓето. Дел од нив дури имаат и рециклирање, користат веќе користени материјали рециклирање, така да таман купувачите ќе можат да дојдат да ги посетат базарите и да си купат производи. И во овај наплив на негативни, лоши информации изминатиот период, убаво е да имаме неколку убави светли точки на крајот на годината. Ги споминавме базарите, уште е еден убав настан кој што го одбележувате. 90 години постоење на занаетчиската комора, 90 години ветер в грб на занаетчиите. Се гордееме нели со овој јубилеј, затоа што 90 години е навистина години и време во кое што секогаш занаетчиската комора била ветер на занаетчиите во грб, вистина што пред малку го спомнавте. Навистина им е потребна поддршка затоа што сепак тие сами не можат да испливаат во овие услови на економска, здравствена и претходни кризи кои што ги поминувале во изминативе периоди. Комората постоела за нив од 1932 декември, тогаш е првото основачко собрание, затоа ние во месец декември го одбравме ден 21 кога е нели основачкото собрание првпат формирано во 1931 да го одбележиме овој јубилеј. Навистина ние како комора и занаетчиите што ни се членки се гордееме со овие години на обстојување низ најразлични временски периоди и организирани форми на низиното постоење. И покрај сите предизвици, каков е впечатокот? Ќе ни преживеат ли занаетчиите? Ќе преживеат. Ние секогаш работиме нели позитивно со плановите за работа, со активностите кои што ги превзема комората, значи директно со нив ги правиме плановите преку секциите во кои што тие директно ги даваат своите предлози и се надеваме дека ќе успееме во 2023 да направиме подобро поле за развој и напредување на занаетчиството. И покрај борбата за преживување, занаетчиите креативни. Рачните изработки по како што велат достапни цени, изложени на бројни штандови. Економската криза си го зема својот данок, ковид исто си го зема данокот, меѓутоа сите се бориме на некој начин за да можеме да обстанеме и за да продолжиме понатака да си го работиме тоа што си го сакаме, затоа што секој што работи исклучиво, зборувам за занаетчиите, првен пред се работиме со голема љубов, а после тоа работиме за да добиеме нешто или да имаме некоја економска, да речеме. Нас ни е најбитен момент да си ги платиме давачките и да можеме барем една основна плата да можеме да си приуштиме, да. Јас сум филигранист и најповеќе кај мене е застапено среброто, меѓутоа има и други елементи што изработувам, и други техники. Врапингот е пред се тука, ќустекот е тука, традиционалниот ќустек претворен во нашето сега модерно време. Смолата е тука, значи на повеќе техники, меѓутоа филигранот ми е пред се главна
главна цел ме здраво. И оние кои што ќе дојдат на базарот, претпоставувам ќе сакаат да знаат дали може да си дозволат да купат нешто. Какви се цените оваа година? Па цените гледавме да не ги покачуваме, за да не бевме на ниеден настан. Имаме доста производи што сакаме да ги продадеме. Цените се пристапни, јас мислам дека секој може да си дозволи да си купи, да си одбере и има простор за договор. Економската криза го ограничува и нашиот буџет, но ова е период на празнување, период на подарување. А кога веќе одбираме подарок, подоброто и да е рачно изработен и од домашно производство.